Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте што ми се народот на телевизија Стар. Ова вечер ќе имам можност да разговарам со мој колега. Еднаш имаме разговарано слично онлайн, што се вели поради короната, тогаш беше така, овој пат поради тоа што така даваат можностите и можеме да разговараме со било кого без да биде во нашето студио. А денеска се погоди договорот со мојот колега Бранко Геровски да го направам за да ни гостува во емисија да разговараме за актуелните политички ситуации во држава, бидејќи знаете Бранко Геровски долги години е новинар, веќе и аналитичар. Само за тоа што долги години е новинар и може да биде аналитичар, своите ставови ги објавува постојано и предизвикуваат внимание. Меѓутоа ни се погоди работата дека денеска дојдоа и нови вести од Брисел кои што би можеле да кажеме од Европскиот парламент дека се на некој начин речиси исти во она што го имаме долги години. Разочарувачки до некаде за граѓаните на Македонија, истата песна што се вели ни се пее и очигледно дека треба да размислуваме, некој треба да размислува очигледно во која насока и како да одговори на она што се случува со евроинтеграциите на Македонија. Но нема да говориме само за овој извештај, ќе говориме воопшто за политичките состојби, бидејќи и овде сме како чекор напред, два назад, како да сме се вратиле веќе во 90-тите, така политиката ни оди на некој начин. Добро вечер, колега Геровски. Реков интересно дека емисијата ни се погоди во ден во кој што е прифатен извештајот во Европскиот парламент и насловите велат европратениците го одбија амандманот на известувачот Томас Вајц, спорниот дел за историските прашања останал во извештајот. Кој е твојот прв коментар практично на ова што денеска ни дојде како најнова вест? Добро, европските извештаи вообичаено не се толку објективни како што би посакувале, бидејќи се носат после амандманска расправа во Европскиот парламент и она што се обидуваат да речем задолжените европратеници да го срочат како некаква објективна оценка за состојбите, често се менува. Ние се надевавме во Македонија дека тој спорен дел кој обврзува владата да разговара за историските прашања, за заедничката историја во наводници, за практично за идентитетските теми, тие што не се нас важни, се надевам дека нема да бидат во овој извештај, меѓутоа се заедно со вториот протокол и мислам дека тоа е едно сериозно отрезнување за сите што говореа дека вториот протокол и не е важен, дека може би не е добро прочитан во Македонија, дека историските теми остануваат надвор од процесот, дека единствената работа што треба да се направи се внесат бугарите во уставот, дека тоа е тоа. Не е така. Сега се гледа дека не е така во овој извештај и ова е веројатно најсилната најава дека евроатлантскиот процес, преговорите во иднина, кога ќе се отворат, како се отварат, практично ќе бидат сериозно обтоварени со овие прашања, со историските теми и од напредокот на работата, како што се вели во извештајот со опипливи резултати, нели, на историската комисија, од тоа колку всушност ќе се договараме дека ќе ги прифаќаме софиските тези практично дека нашата историја пред 1944 година, практично бугарската историја, дека сме ние практично бугарски народ пред тоа, од тоа темпо ќе зависи како ние ќе напредуваме и тоа нема да зависи само од Софија, туку ќе зависи и од Брисел. Така што имам еден сериозен проблем, а јас во секој проблем гледам шанса да постапиме и поинако решение, има решение за овој проблем. Но сега во овој момент ние сме тука каде што сме и ситуацијата од тој аспект велам не е поволна. Има и други критики во извештајот за Македонија кои треба да се нотираат, например за правосудството, има дел за медиумите, има пропаганда во извештајот, се зборува колку што видов во нацртот, не знам дали останало, уште го немаме проучено фино текстот, нели сега тоа се случува пред кратко денеска, но се зборува, например, за српскиот свет и така натаму. Тоа е дел од класичната пропаганда на Европската Унија. Така што се што има во извештајот, но генерално чувството дека Houston we have a problem, нели? Имаме проблем. Да се вратиме накратко, колега Геровски, на оптимизмот кој што се
чувствуваше до некаде пред дека имаше на некој начин имаше некој оптимизам дека можеби сепак ќе биде изгласано она како што ние посакувавме, а сепак се случи повторно исто. На што се дължи тој оптимизам според тебе? Видете, колега, има сериозни луѓе во Европскиот парламент, нели, европратеници, како Вач, како Португалецот и така натаму, кои разбира дека ние сме под сериозна уцена Македонија. Дека ова нешто не е нормално, дефинитивно не е во согласност со копенхашките критериуми. Има луѓе што разбираат дека практично е невозможно да се објасни некому, например, зашто ние треба да се договориме на политичко ниво во таа комисија и веднаш да го имплементираме како дел од, не знам, образовниот систем, и тоа се направи како услов практично за напредок во процесот, да речеме за прашањето што бил Гоце Делчев, дали бил бугарин или македонец. Или не знам, некои од другите прашања, такви има милион, бидејќи ние имаме со Бугарија идентитетски спор, односно, попрецизно кажано, Бугарија има идентитетски спор, го негира македонскиот идентитет, вели, нели, ги знаеме тие тези, и има луѓе, велам, во Европската унија кои разбира дека тоа не е нормално и се понадева, веројатно имаше амандман, нели, од господин Вајц да се тргне ова спорно прашање од овој извештај, но тоа не успева, бидејќи Европскиот парламент е политичко тело и целата структура на Европската унија е таква што политиката доминира. И то доминира политиката на вето, политиката на консензус, кој практично невозможно да се постигне ако една од државите членки, во случајот Бугарија, не се согласи. Така што оптимизмот беше пренагласен кај нас, се согласувам. Јас не бев оптимист, во еден настап скоро на Алфа телевизија го кажав тоа, дека не очекувам ништо посебно од овој извештај, како што не сум очекувал и претходните извештаи. Се секаваш, колега, ние имавме по последните 10, 12, 15 години, беко ние немаме сериозен напредок во реформите, нешто има обиди сега, последниот период, како дојде смена на власта. Меѓутоа, например, во еден долг период, 7 години беше владата на СДСМ на чело со Заев и една година Ковачевски на власт. Во тој период ништо практично се случуваше на тој план, а извештаите беа час добри, час полоши. Нели, тие се политички извештаи во основа и тие битно и не влијат во крајна линија врз освен што се порака до земите, понекогаш и уцена, како сега, но решаваат шефовите на државите и на владите на земите членки или најниското ниво се министрите за надворешни работи, тие ќе решаваат, но дефинитивно треба да бидеме реални. Ова е пораката што во момент спасува Брисел и тој оптимизам беше претеран. Можеби и токму тој оптимизам понекогаш нас не става во ситуација како држава да мислиме дека нешто ќе се случи ќе тргнеме напред. Кога ги спомена времињата на владењето на СДСМ и на Заев, нели, практично можеби тоа требаше да биде неголемата поука што требаше да се извлече, бидејќи се постигна договорот со Грција и мислевме готово, сега ќе добиеме награда на некој начин. И сега се создаваше таква ситуација дека ако го решиме, ако го решиме проблемот со Бугарија, ги внесеме во уставот и дека ќе добиеме награда како што добиваат на пример Украина и Молдавија. Очигледно награди тешко се добиваат во Европската унија. Се договориме што е награда. За постигнувањето на Преспанскиот договор. Преспанскиот, спорот со Грција генерално е многу различен од спорот со Бугарија. Јас застапувам таа теза, јас сум инаку поддржуваш на Преспанскиот договор, многу луѓе ми замерат за тоа, имам ја своји аргументи, се повикувам на членот 7, каде што од тој договор, каде што практично се направи сериозна разлика меѓу словено-македонскиот идентитет на нашиот народ и она што грците го подразбираат под некаков идентитет и значење на зборот Македонија, поврзано со античката историја, и затоа за мене беше прифатлив компромис и наградата беше добиена, да бидеме реални. Ние станавме идно членка на НАТО.
имавме ние подобри шанси во времето на Груевски со подобри предлози да разговараме, например со предлогот Република Македонија во Заград Скопје, само за целокупна меѓународна употреба, не за внатрешна, но ете, дојдовме до најлошото решение, до таа сериозна жртва, и стана што стана, но да бидеме реални. Спорачавме жртва, го направи тоа Заев како што го направи во својот стил, прилично меркантилен стил, нели, пазарџиски, да речам, и наградата стигна. Така како што беше. Сега можеме да разговараме што ни значи тоа на што сме дел од НАТО во овој момент, дали тоа е предност, дали е мана, дали се зголемени трошоците за војската, така натаму, но тоа е друго прашање. Во овој случај, она што ние би го добиле како награда, ако ги внесеме веднаш сега бугарите во Уставот, без било каква расправа, без дебата за тоа што значи, без ова што сега го пишува во Европскиот извештај, дека не, вие ќе разговарате и за историските теми, и за заедничката историја за прашањата. Значи без таа, само да ги внесем бугарите во Уставот, како што предлага СДСМ, например, и ќе добиеме награда. Наградата е почеток на преговорите. Почеток на преговорите значи нешто, но треба сме свесни, и тоа не го кажува сега Брисел со овој извештај, дека на втората станица, на втората скалило, ние ќе се сопнеме веднаш. Веднаш ќе се судиме, бидејќи има работи за кои ние не можеме да се согласиме. Не знам, може би некои малчински партии, СДСМ сега помала опозицијска партија, нели, може би ќе се согласи со некои прашања, но мнозинството од македонскиот народ нема да се согласи. Туди се организира тој референдум. Ако честно се прашаат граѓаните, дали вие би ги прифатиле овие прашања, например, да ги прифатиме овие компромиси за нашиот идентитет, за да станеме членка на Европската унија, јас сум убеден дека мнозинството луѓето ќе речат не, како што и на оној референдум за Преспанскиот договор рекоа не мнозинството. Така што немаме во тој поглед политички консенсус, а имаме еден друг политички консенсус во 2021 година, да те подсетам, да ги подсетам и твоите гледачи, дека ние во парламентот со 95 гласови практично со консензус, со гласовите на ВМРО и на СДСМ, се усвои декларација за нашата позиција во спорот со Бугарија и во евроатлантскиот процес. Во таа декларација се вели дека мора да се почитуваат историскиот континуитет на македонската нација, самобитноста, идентитетот, јазикот, културата, обичаите и така натаму, сето она што е амалгам што го создава нашиот идентитет. Тоа е изгласано и од екипата на Зоран Заев и тоа е онаа обврзувачка декларација на која треба да се подсетиме во овие денови кога ја разговараме за овие прашања. И сосем очигледно треба да се подсетат и самите политичари, бидејќи сосем јасно знаеме што следува сега после овој извештај од Брисел. Следува пресконференција на кој што опозицијата ќе вели уште еднаш се потврди дека не сме успешни во ништо и така натаму и така натаму. Следува реакција од Мицковски и од ВМРО-ДПМН во кој што ќе се вели Европа е неправедна кон нас. Тоа е фолклорот кој што го имаме. Меѓутоа, дали можеме да очекуваме конечно да се говори конкретно за тоа што сега, бидејќи сосем е јасно дека мораме да бараме начин и да одговориме на она што вели извештајот нотира недоволен напредок во повеќе области. Коридор 8, поддршка за изградба на прекограничен железнички тунел. Право недобрева во правниот систем, како што рече за медиумите има делови, пропаганда и слично. Така да колку ние ќе гледаме во наредните денови само препукување меѓу политичките партии, на што веќе навикнавме за жал, а колку ќе гледаме барање на начин на кој што можеме да одговориме на ова што очигледно нема преку ноќ да се смени односот на Брисел и да очекуваме, јас како што реков, награда или да очекуваме некој повластен статус. Денеска, буквално денеска внесени бугарите во Уставот, ние ќе имаме поинаков извештај. Немаше да има проблем со корупцијата, немаше да има проблем со реформи во правосудството, најмалку со медиумите, немаше да се спомнува српски свет и така натаму, сега беше поинаку. И ние сме свесни за тоа. Значи да се договориме околу една работа. Имаме политички проблем, првенствено политички проблем. Прашањата од тоа што сме недоволно реформирани
и не сме онакви какви што сакаме, првенствено се прашања кои нас не засегаат, луѓето во Македонија. Ние имаме поголем проблем од тоа, например, од тоа да Холандија. Холандија нема проблем со тоа. Ние имаме проблем и треба да се европеизираме, треба да се работи на тој план и да се врши силен притисок. Но ние имаме сега едно политичко прашање кое се чини во овој момент ненадминливо. Јас не сум политичар, не сум во ниједна партија, не сум бил на функција, нити ќе бидам, нели? Новинар сум, но имам идеја, сум разговарал со некои луѓе за тоа како реално, објективно може да се надмине ова прашање и ќе споделам со вас таа идеја, ако ми дозволите. Значи, ако нешто прифаќам од грешките на сметка на политиката на оваа сегашна влада на ВМРО ДПМН на чело со Мицкоски и на шефот на дипломатијата Муцунски е очекувањето и упорното инсистирање да добиеме некакви гаранции за предвидливост на процесот и гаранции за нашиот идентитет. Јас го критикувам тоа, бидејќи мислам дека тоа е нереално очекување. Не затоа што такви гаранции не се потребни, туку затоа што Европската унија е една структура и една градба со архитектура која ги менува своите одлуки, што се вели од час во час. Значи, за многу кратко време се менуваат состојбите, политичките лендскейпи, политичките прилики во главните земји членки. Сега во Германија имате наплив на десницата, на крајната десница, и таа најверојатно ќе победи на следните избори како што стојат сега резултатите. Слично нешто ви се случи во Франција, значи се најголемите држави, најмокните држави во Европската унија. Така што за година или две ќе имаме сосема други прилики во Европската унија. Кои гаранции што денеска би ги дал, да речеме, би кажал нешто Европскиот парламент, што би значило тоа за година или две од сега? Не знаеме. Поима немаме тоа. Буквално се менуваат, како што се менуваат извештаите и тонот во извештаите, и театарот што трае 3 дена, нели, после секој извештај, така ќе се менуваат и односот кон тие гаранции. Но можеме да направиме нешто друго. Она што ние бараме да биде гаранција, а што се содржи во таа декларација од 2021 година, јули, сега, во овој период е донесена, практично ние бараме во таа декларација се обврзуваат политичките фактори сврсто да стојат на прашањето на македонскиот идентитет и на историскиот континуитет на македонската нација. Едноставно е, тоа истото, тој наратив, кратко, јасно, прецизно треба да се запише во уставната преамбула и тогаш навистина нема да има никаков спор во однос на прашањето дали ќе бидат бугарите, хрватите, црногорците или друг на оној список на делови од народи кои постои во уставот, во преамбулата. Таква е структурната преамбулата, така е создадена и сега немаме каде назад, не можеме да правиме драстична промена, но можеме нешто плюс да додадеме што ќе значи сериозна уставна гаранција. И сега, ако да чекор понатаму утре, ако било која комисија, историска, било која влада, било кој министер подпише, се договори нешто што не е во согласност со тој што го негира тој наш идентитет, што ни е важен ми е сите европски народи, не само на нас, тоа ќе биде противуставно, тоа ќе биде практично ад акта, недозволено според уставот. Мислам дека тоа е решението. Јас се сеќавам и дадов нешто таква една изјава и за твојот колега, да вестите. Сетете се во 1991 година, кога Македонија се самостои. И тога се бараше сите бивши југословенски републики бара некакви оценки, гаранции, имаше нели комисија, Бадитерова и така натаму. И ние по поглед на гаранциите бевме као најдобри, ние и не знам кои, нели немавме војни, немавме овдека трагедии и така натаму, бевме супер, одлични и стасавме така до Лисабонската декларација, во која, да ве потсетам, беше забрането буквално името Македонија во било која форма да се спомне. И тогаш така Македонија
донесе одлука, имаше референдум и така Македонија се осамостои. Што ако сме немале, не сме немале гаранција, сме имале нешто страшно. Одлука на самит на Европска унија, тогаш Европска заедница, нели, каде што се вели името Македонија мора да се избрише. И ние не добивме име, станавме независна држава со провизориум, со опис бивша Југословенска република Македонија. Фајро. Се сеќавате на тие моменти. Има историски моменти кога сам треба да се завршиш работата. Нели? Или како што вели народната, на волкот му е дебел вратот затоа што нели сам си ја врши работата. Испаѓа дека во суштина и да се вратам на она што провејува во она што говориме. На некој начин колку овие извештаи на некој начин со тоа што во прв план го ставаме тоа што имаме спор со Бугарија, идентитетски прашања, историјата и така натаму, колку се алиби за било која власт, не само за сегашната, колку се алиби за да не се занимаваме со она што исто така стои во извештаите, кое што исто така важно за нас, она што често пати говориме. Ние говориме за Бугарија, говориме за Грција, а не работиме да ги подобриме состојбите самите заради нас. Колку го користат се ова како алиби нашите политичари? Тоа е апсолутно го користат како алиби. Секој извештај и многу други такви извештаи што се произведуваат од таа бирократизирана институција која се вика Европски парламент, Европска влада, Европскиот совет, нели така натаму, тие во принцип се користат во домашните политики, не е само тоа ситуација кај нас. Речеме Бугарија. Бугарија сега доби закана, или дека буквално ќе биде под санкции затоа што лажеле околу дефицитот, вака грубо да кажам. Ја лажеле својата европска влада околу дефицитот. И сега се развива неверојатна дебата во Бугарија, а тоа е првенствено проблем на самата земја. Нашите проблеми тука, за кои се осврнуваат извештаите во разни прилики, некогаш позитивно, некогаш негативно, веќе зависно од тоа како дува аавата, што велат, нели, во Брисел, како тие нашите политичари дефинитивно користат како алиби. Извештаите во таа смисла се овие, ајде да го потребам тој збор, доклади, български речлик, нели, всушност не се толку битни. Има еден српски афоризам од српскиот свет, да го спомнеме, вели вака, мислам дека на Александар Бајак, еден познат афорист беше, ама не сум сигурен, не ме држите збор, вели вака, пита билтена, колико си данас направио кретена. Значи, тоа прават билтените, извештаите од ваков вид. Прават кретени во наводници, односно служат да покренат расправа која не значи ништо во суштина. Меѓусебни обвинувања, препукувања и тоа ќе го гледаме во следните 3 дена. А проблемите се наши. Кој треба, во кој извештај треба да биде запишано дека ние имаме проблем со корупцијата, дека имаме проблем со правосудството, посебно со обвинителството, дека имаме проблем во разни други сфери, во економијата, зар треба некаде да биде запишано да ние почнеме да разговараме и да ги решаваме проблемите. Ги знаеме проблемите, знаете, тоа се наши проблеми. Тие живот значат во Македонија. Живот или смрт. Останување во земјата или одење надвор за помладите генерации. Токму за нив ќе говориме и подоцна и за нашите состојби овде, бидејќи и ова се наши состојби, меѓутоа еден момент од вчера да го прокоментираме. Некако во очи на гласањето во Брисел, ние имаме палење на возила пред бугарска амбасада во Скопје. Дали тоа случајно и колку ние сме практично на некој начин и колку знаеме да се заштитиме од вакви провокации кои што реално можат да влијаат на она како ќе гласаат пратениците во Брисел. Независно, можеби ќе останале 400, но можеби влијаело кај некој. Колку сме подложни на таква некоја војна во позадина која што за секој случај се прави нешто да се оневозможи некој позитивен исход. Видете, колега Михайлов, ние во Македонија имаме во овој момент, што во интернет просторот како портали, што на социјалните мрежи на Facebook, посебно како посебни страници,
најмалку 20 отворено медиуми, практично, кои водат отворена пробугарска пропаганда во Македонија. Отворена, најдиректна, најгруба, и таму гостуваат и доста јавни личности од Македонија и ги бранат тие тези, се приклонуваат кон нив, глумат поголеми католици од папата, поголеми европејци од самите европејци, така натаму. И сега, нормално е, очекувано еден ваков настан, кој не можеме стварно спекулираме. Може би да е случаен, може би некој човек му, не знам, му се споиле жичките во главата, може би станува збор, секако не е нормален човек што тоа го направил и да е најголемиот провокатор, ќе го наречеме ненормален, бидејќи пазете во тоа е Златко улицата во која ја живеам на 100 метри од бугарската амбасада, преку улица се наоѓа бензинска пумпа на Мак Петров. Тоа е реално голема опасност, предизвикана сериозна општа опасност, така се вика, нели, кривичното дело. Можело се што да стане. И сега, во Софија во еден момент имате канонада од обвинувања, денеска држеше седница парламентот во Софија, дека тоа го организира владата на Мицкоски, го организира овој, го организира и така натаму. Стварно, кој будала би организирал такво нешто среде ден, кога работат сите надзорни камори од неколку објекти во околината, не само од самата амбасада. Тоа од провокација. Ние сме ранливи. Само да не бидеме претерано самокритични. Сите се ранливи. Ако сакаш во денешно време да направиш сериозна глупост некаде, ете, видовме на самото видео колку е потребно. Малку бензин, полива колите, пали и станува еден сериозен инцидент. Важно е дека реакцијата на институциите беше благовремена, дека за некој час след човекот беше приведен, дека е, мислам, во притвор во моментов, и треба да е во притвор, затоа што постои сериозна опасност да го повтори делото, најмалку тоа. И веројатно ќе дознаеме што стои во позадината, но сме ранливи и на вакви напади, на сериозни, овие се директни физички напади. Ранливи сме на сајбер напади, постојано во секој момент. Ранливи сме на пропаганда од сите страни. Треба да се навикнеме дека тоа е таков е животот. Ние со тоа треба да живееме, треба да се браниме такви околности, како што често не знаеме да го направиме тоа. Сега да се вратиме од во рековме 2-3 дена ќе траат до следните извештаи, 2-3 дена ќе траат пресконференциите, обвинувањата, секој со своји размислувања, меѓутоа ако одиме да размислуваме и како новинари и како граѓани за тоа, кое е твоето размислување за тоа, што е тоа што не кочи за независно тоа дали во извештајот пишувало дека немаме напредок во правосудството, немаме напредок во одредени области, да не мислиме на извештајот, што е тоа што не кочи и не работиме да ги подобриме состојбите во државата, бидејќи декларативно да, сите велат ние го правиме ова, ние го правиме она, исплатени се субвенции, ние исплаќавме повеќе, вие помалку и слично, меѓутоа реално не извештаите, туку ние самите чувствуваме дека немаме, дека се кочиме и не работиме на подобрување на состојбите заради нас самите. Ако бидеме објективни, јас се трудам да бидам објективен, некои тоа го нарекуваат, нели, навивање, во ред. Прифаќам дека и некој може и така да мисли. Во овие 3 години, последниве 3 години, или да речеме во последните 2 особено, имаме еден очигледен обид да се мрнат нештата од мртва точка. Бидејќи ние бевме заглавени во мртва точка. Правосудството не е вакво какво што е сега од вчера. Така е со години. Да не речам така е со децении. Во еден знатен период, кога се одвојуваа големи странски суми, донации, помош за Македонија, за реформи во правосудството, не се стори ништо сериозно. Јас сеќавам и на еден разговор со бившата американска амбасадорка, сега не е во Македонија, Нели Агер, која истото го кажуваше, или толку пари сме дали, а ние ништо немаме напредок. Проблемот е во тоа што понекогаш немам исто разбирање за тоа што е реформа и што треба да се реформира. И затоа сум јас критичен и кон оваа влада. Колку и да сакаме ние реформа во правосудство, треба да сватиме дека реформа не е во судовите да имаме
поголеми плати. Добро, треба да има високи плати, па тие и се високи плати, особено за судиите, не се за судската администрација, но за судиите се високи платите. Не е да имаме подобри услови, повеќе клима уреди, повеќе компјутери, така, иако и тоа треба, сето тоа фали. Најважно е да ги смениме правилата на игра. Најважно е да носиме, да ги подобриме, како да кажем, концептот на правдата, разбирањето на правдата, разбирањето на оние базични принципи на кои не повикува постојано и, да речеме, Европскиот суд за човекови права. Да сватиме дека во постапките се свети. Значи, кривичната постапка, например, е строго форматирана постапка. Не можете да водите како ќе ви текне. Не можете да испорачувате револуционерна правда. Не можете да барате смрт за луѓето. Не можете да ги судите на улици. Мора да оди по постоечкиот закон. Мора се поправаат постоечките закони. Мора се почитува право на еднаквост на оружјето, на оружјата во наводници, нели, на обвинението и на одбраната и многу такви други принципи. Тоа се вистински реформи. Или, например, во администрацијата. Од нас постојано се бара реформи на администрацијата. Што значи тоа? Да се разбереме. Ние имаме трагично прекубројна администрација. Неорганизирана, лошо поставена, лошо распоредена. Имате прекубројни сме на вистина во администрацијата. Можеби, ако земеме професори, лекари, наставници и така натаму, можеби до 200.000 луѓе работат се на државни јасли на некој начин на работа. Тоа не е нормално за една држава во која нема повеќе од 1,5 милиони, па какви нема ни толку, нема ни 1,200,000 луѓе во моментот во Македонија. Кој тоа треба да... И сега, ако зборуваме за реформа е да ги дигитализирате услугите, она што сега го работат тројца на еден шалтер, може да го работи компјутер. Ама тоа ќе значи кај луѓето треба се отпуштат од работа. Треба се намали бројот на администрацијата. Луѓе треба од кои ништо не работат. Знаете ли колку луѓе во администрација има што ништо не работат, некои на работа не одат. Треба се стават на позиции да работат, да ја вршат својата работа, да ги заработуваат тие пари. Тоа е реформа. А не сега ние ќе го зачистиме, ќе имаме супер тамо пасошко оделение кај што се дава. Одлично имаме сега тамо хигиена, има ред. Тоа треба, се разбира. Тоа не е суштинска реформа. Сега, мултиплицирате го ова на многу области. Ние имаме недостиг на разбирање, на перцепција, на сваќање што е тоа суштинска реформа што треба да направиме, да станеме, да се европеизираме. Дури, ја би избегла таа фраза да се европеизираме, да станеме едно нормално, либерално општество со нормални процедури, како што има такви општества. Во Европа, првенствено, тоа е нашата околина. Ние сме дел од Европа. Така што многу треба политичка волја да сменат нештата, а ние тоа го немаме, реално. Јас ќе поверувам дека таква волја, кога ќе се случи во Македонија, да ја добиеме првата влада и првиот премиер што ќе речем, добро, јас сега доаѓам на власт и јас како премиер и како ќе требам еден мандат. И во тој еден мандат ќе спроведам реформи. Нешто што се случило, например, во Исланд, како еден убав историски пример. Кај нас како која влада доаѓа, како кои луѓе седнуваат на власт, веднаш почнуваат со перманентна кампања и мислат на следните избори. Постојано сме под тензија на некакви следни избори, останување на власт, задржување на власта. Веројатно, власта е голема страст, голема сласт и нема тоа бегање за сега. Тоа и не се случува и тоа сакав да прокоментирам, бидејќи се расправам често пати, ние имаме во ситуација, нема да споменам партии, меѓутоа помалите партии кои што влегуваат сега се повеќе освојуваат пратеници и говорат работи кои што е убаво да се слушнат. Убаво да се слушне кој ќе се каже веднаш ќе испитам потекло на имот, веднаш ќе ја намалам администрацијата, ова што го кажа предмалку ти го говорат дел од политичките партии. Има луѓе кои што велат тие треба да ја водат државата. Јас често пати коментирам во смисол говорат затоа што не дошле во ситуација или тешко ќе дојдат во ситуација да донесуваат одлуки и да ги спроведуваат.
има ли таков капацитет во било кој политичар, во било која политичка партија која што би дошла и ќе го жртвува она што би било успех на следни избори за да спроведе реформи? Бидејќи лесно е, еве, за левица ќе кажам, често пати велат ако ние дојдеме на власт. Меѓутоа, засега тоа е незамисливо. Ме подсетуваш на една мисла, на една реченица што често ја раскажуваше и во вакви муабети, еве колумни ја пишуваше покојниот професор Ѓорѓи Марјановиќ, нели? Тој велеше какво грно, такво капаче. Имаме луѓе способни во политиката. Имаме млади кадри во политиката. Имаме во владеачката партија. Имаме некаде во тие заборавените трети ешалони на СДСМ, кои сега не може да дојде за бидејќи на чело на СДСМ сега една како да кажеме едно октрирано раководство од Зоран Заев. Има луѓе, но тие луѓе многу често потпаѓаат под притисокот на еден популизам, кој јас го нарекувам индуциран популизам. И некаде го имам прочитано тој израз. Што значи индуциран популизам? Луѓето го создаваат тој популизам. Значи, нема политичар, не сум сретнал политичар до сега, за жал, што нема да му го сврти грбот на народ и да го поведе. А размислете, колега Михайлов, тој технички така може да се изгледа. Сакаш да го водиш луѓето, мора да го свртиш грбот, да фатиш пат, а кој те следи, те следи. Ако не те следи, мора да го свртиш грбот во луѓето. И физички, и метафорички кажано. Не сум сретал политичар што не сака да биде обожуван во секој момент во својата кариера. Не сум сметнал политичар што не сака постојано да го билда својот рейтинг, а од Црвенковски имам научено една паметна мисла ми има кажано, вели Геро, ние сме генерација, па можеме така со собствуваме, вели рейтингот постои за да се троши. Нели го правиш рейтингот и после го трошиш. Не може народ стално да те сака, да те обожава. Ќе правиш и работи што не им одговараат на луѓето. Ние во Македонија долги години создававме еден привид, една перцепција, една стигма всушност за политиката. Политиката ја споредувавме, нели, најчесто со најстариот занет на светот. Знаеме кој, да не го кажуваме експлицитно. Институциите, парламентот го навредувавме постојано од првиот ден, од оној најпрв парламент кој донесе декларација за независна Македонија, кој ги донесе сите поважни, уставот го донесе, нели? Ние ги мразевме тие луѓе. Леле, какви се види ги, прости се, вакви небањати, овие другиве се никакви, така натаму. Ние правихме стигма за политиката. И, знаеш како се, политичарите се навикнаа на тие стигма, на таа стигма велат, добре, сега доаѓа на власт, трае дур трае, нели? Ова и сега дур трае, треба човек да нешто и заработи, некој треба да стане средно богат бизнисмен, како еден политичар што јас и ти многу добро го познаваме од минатото и денеска е многу активен по социјалните мрежи, особено овие пробугарските, да речам. Тоа и ние сме видови. Луѓето во Македонија, толку и нашата политичка свест. Често не одиме на избори, па и нормално, лесно е, политичарите се прилагодуваат на барањата на народ и онда ветуваат се и сешто. Ветуваат нешто што не може да го исполнат. И што не мора да го исполнат, тоа е најинтересно. Тие не се во позиција сега да исполнуваат било што и може да ветат барда и долини. И тоа се случува, го живееме. И не е тоа само во Македонија, да се разбереме, тоа е еден планетарен феномен, но е ние го гледаме тука, нас не боли Македонија. Пред да преминем на она што е актуелна политичка ситуација, мислам и со пример на она што денеска еве се случува и овие денови, кога спомена Црвенковски, јас го спомнав и Љупчо Ѓорѓиевски и на него мислевме пред малку. Ќе се вратам на политичари од почетокот, Клюсев, Глигоров, говорам за времињата кога се создавала оваа држава, ги паметиме тие времења, имаме толку паметење, велат колку паметиш толку си пост, колку повеќе паметиш толку си постар, но паметиме. Да говориме за тоа, не сакам некој да ме разбере дека велам дека некој бил добар политичар, некој е лош политичар, но од аспект на тоа каков профил на политичари ни ја водат државата,
од времињата на почетокот на самостојноста до денеска на каков профил на политичари дојдовме? Дали имаме намалување, рушење на критериумите за тоа кој може да биде политичар, каков профил на политичар ни е потребен, кој се дозволуваме да биде во политиката и на функции и слично? Михаилов, ние често сме луѓето на моја возраст, ти си помлад, носталгични по оние времиња. Може да се каже. И од аспектот на таа носталгија често чудиме за луѓето и за политичарите, за нашите колеги новинари, за медиумите, па велиме леле тогаш какви медиуми имаш, леле какви политичари имаш, леле како беше убаво. Затоа малку со задршка на почеток реков да не ме сватат погрешно луѓето, но сепак станува збор за тоа дека генерации на политичари доаѓаат, втора, трета генерација и ние очекуваме нешто поинакво. Ако јас сум убеден, сега не сум правил таква анализа, ме потикнува да ја направам некогаш, или некој друг да ја направи, дека ќе потикнем од нашите колеги. Јас сум убеден дека денешниве политичари од помладата генерација веројатно се многу сериозно пообразовани во разни области, прво оние базични области, каде што се школувани, кој за лекар, кој за апотекар, кој за машинец, не знам што, а дополнително со знаења со јазици, со вештини за користење компјутери, artificial intelligence по ново време. Ја верувам дека овие млади луѓе денеска се, така да кажам, пообразовани во тој аспект, а особено очекувам во генерациите што доаѓаат да дојдат многу такви луѓе, далеку пообразовани од политичарите во она време. Имаше нешто специфично во она време што ги направи легенди и величини од тие политичари, покрај нивните неспорни таленти. Да се разбереме, Црвенковски е веројатно најголемиот талент во македонската политика. Петар Гошев ми е мене особено драг политичар, бидејќи тој е човекот кој практично демократизираше Македонија како шеф на комунистичката партија, малку нелогично, но така беше, се секаваме како беше. Григоров беше стар лисец, мислам, тоа беше и на Димокодицо, тоа се кажува. Времето беше поинакво. Внимавајте, оваа држава се осамостои со... Денеска доаѓаат на власт и доваѓа се жала, вика леле празни буџетот, празни се фондовите, празно ова, нема... А наследуваат административен апарат од 150 до 200.000 луѓе, наследуваат некакви пари, сериозни пари, наследуваат сериозни девизни резерви. Оваа држава е формирана, оплячкана е пред да се осамостои во 91 година, оплячкана е онака жестоко од Федерацијата, од Србија првенствено, и формирана, изгласана е кога имаме девизни резерви, ја мислам 20-30 милиони марки во она време. Нека се во денешно време 100 милиона евра тоа, со такви пари да се влегува, како да кажам, у продавница некои луѓе наши не влагаат во Монте Карло или не знам каде, а камо ли држава да прават. Ама тој е период кога е да се биде или не, кога се носат крупни одлуки, кога се прават компромиси. Сеќавам на една мисла на Киро Глигоров, кој беше тврд политичар, нели? Оние што вели во разни видеа, па не може. Не прифаќаме Македонија да се земе името и така натаму, после се прифативме, ама сега не се, тој е тој истиот човек, но кога се правеа сериозни компромиси, една мисла негова сеќавам од тоа време велеше вака: ние за шницла вол нема да колеме. Ако треба се договориме за една работа, нема сега за некој компромис болен, да, внатре, или проблеми со албанците, проблеми на разни страни, ќе се договориме, ќе попуштиме овде, онде, а на крајот на денот ќе заиграме не козарачко кола, ама ќе се напиеме по една чашка, а и утре има нов ден. Имаше една друга енергија во тоа време, еден друг однос кон политиката на кој луѓето беа принудени. Ова денеска е чудо невидено, тоа е неверојатно, се доаѓа ти се, леле, како може албанците да полагаат на албански правосуден испит. Абре, луѓето, на албански заврши факултет, на албански ќе го полага и крај. И прашањето на јазикот ние сме го решиле, нели, на политичко ниво, и сега веќе практично прашање. И така треба да гледаме на нештата. Нема да го колеме волот за таа шницла сега. Ние би го заклале пак волот за таа шницла.
Така, да преминеме, Бранко, на она што ни е актуелна политичка ситуација, и тоа ќе се обидам да го прокоментираме на начин на кој што можеби демонстрира што ни се случува. Вечерва во Струмица, нормално во Струмица, бидејќи освоена после толку време, ВМРО-ДПМН слави роден ден, за кој што Љупчо Ѓоргиевски денеска вели ја формиравме тогаш и тогаш и тогаш, ама го нема него на роден денот, не е битно. Мислам, такви се состојбите. Од друга страна, СДСМ вели власта троши 300.000 евра за да слави роден ден, а народот е гладен и така натаму и така натаму. Мицковски до пред известно време велеше нема да има избори, сега вели ќе има избори, реконструкција се најавува. Значи, пак се повторуваат работите, немаме конзистентност на тоа дека подолго време ќе тераме одредени работи и реформи, бидејќи реорганизација, реконструкција на владата, нов министер, реформите до сегашни застануваат, јас нови ќе си правам и така натаму. Значи, сакам да кажам со овие неколку нешта што денеска ни се случуваат, ние практично гледаме денеска на сцената нешто што ни се случува со години и не ни дава право да се надеваме дека нешто ќе се смени. Очекуваш ли одредени промени конечно, независно што во каква ситуација е СДСМ и колку тоа ВМРО-ДПМН го користи несвесна или свесна дека практично без посериозна опозиција не е добро ниту за власта. Да, очекувам промени, да бидам искрен, очекувам промени и гледам промени што се случуваат. Сега пак ќе дојдеме до прашање, некој рече, ти гледаш затоа што нели гледаш низ розови очила, моите не се баш розови, а не се ни твоите, нели? Ама гледам затоа што гледаме на посветеност на оваа екипа што сега се обидува да ја води Македонија, и тука мислам не само на ВМРО, туку и на коалицијските партнери. Гледаме на сериозна посветеност, гледам и слабости, се разбира, зборувавме за тие слабости, гледам популизам, гледам она што не ми се допаѓа, но гледам сериозна посветеност и ако навистина на патот на тие промени што се случуваат, гледам инвестиции, гледам се градат патишта, едно друго, нешто што не се случуваше, мислам, претходните 10 години, и очекувам промени, очекувам нешто подобро се случи, бидејќи знаете, без оглед на ова како ние ќе напредуваме кон европскиот пат и така натаму, мислам дека ова екипа може да собере доблест и храброст во еден момент да направи крупни, значени шекори, дури на политички план, а дефинитивно на економски план треба да ги подобри состојбите, затоа што ја не сум од оние што велат дека пари нема, а сега леле 300.000 евра ќе се потрошеле за роден ден на некоја партија, и треба се потрошат, и СДСМ треба да потроши пари кои ќе слави државотворни партии се двете, треба да прослава, зошто да не, зошто па да не во Струмица. Пари има, пари секаде има во светот. Ако денеска нешто во светот има пари. Ако заглават глобалната економија е таква, ќе заврти машината на ФЕД, на државните резерви, ќе се заврта долу и пари има. Прашањето е како тие пари да се трансферираат во вредности, во добра, во економски, во инвестиции, како да обезбедиме нешто. И знаете како тоа е, тука очекуваме резултати. И знаете каква ситуација сме, Михело, ние имаме ситуација во која реално, на годишно ниво, доаѓаат или има најави, дека ќе да, не знам, премиерот кажа на еден брифинг, милиарда евра годишно. Тоа не се преголеми инвестиции, ако нас не изгледат нешто вау. Не она милиардата на Чиле од она време. Ама имаме проблем што градичната оператива Македонија, градичните фирми можат да изработат 200 до 300 милиона од тие. И после велиме ни, зашто доаѓаат странци да градат, затоа што упропастената градична оператива со години. Значи, проблеми има, проблемите се решават и тука гледам посветеност. Она што лично мене ме загрижува и што е во насока на она што ти прашуваш, гледаме континуитете, ако постојано тоа што не успеваме во државата да постигнеме елементарна согласност меѓу политичките актери за некои елементарни политички, основни политички прашања, за да не се вознемируваме постојано и за да не заглуваме од политичките, како ова со бугарското прашање што ја зборувавме на почетокот, бидејќи тоа нас реално не кочи и ни го комплицира напредокот на државата. И не ми е јасно, стварно не ми е јасно како нема
елементарно достоинство, една доблеска, тие луѓе да речат, добро е, дај да се договориме, како таа 2021 јули, што зборувам, кога таа декларација, дај за овие работи се договориме дека ова е фикс, дека ова нема мрдање од овие работи, и после одиме натаму за овие прашања сме се договориле првенствено ние во Македонија. За многу теми треба да имаме таков консензус. И за коридорите, например, и за тоа дека ни треба нов клинички центар, и за тоа дека ни треба дисперзирано здравство, дека ни треба во Штип клинички центар, дека ни треба во многу работи ни треба, и не разбирам зошто постојано водиме полемики за прашања кои се од некаков заеднички општи интерес. Тоа е онаа клучна болка што на македонската политика, и тоа е нешто што сме прилично различни од некои други држави, особено од овие по-цивилизирани, по-уредени, по-демократски држави. Тоа е нешто на што треба сега да работиме сериозно. А не малку велите избори, предвремени избори. Се видите, па паремено 50 пати Мицкоски даде изјава, не сакаме предвремени избори, не одиме, имаме преземени големи обврски. Се зеле кредити, бре човече, пари се зеле огромни, треба се гради, и сега, ај ставите се во чевлите на Мицкоски. Ако утре дојде ситуација, сега нема пари во државата, нема пари во буџетот, нема ништо, затоа треба да одиме да се измериме силата кај натаму, нема партија, нема лидерство што сакат избори, ќе добиете избори. И така беше изјавата на Мицкоски. Ако инсистира СДСМ на избори, ќе одиме и на предвремени избори. Инаку реално треба да се доврши мандатот. Треба да се заврши, без оглед што можеби сега е во најголемиот подем во МРО-ДПМН. Можеби во наредниот период ќе паѓа до известен степен. Нека падне. Важно е во тој период, како рековме, рейтингот е тука за да се троши за нешто добро, за некој општо добро. А ние сега, ако бидне така сите предвремени избори кај нас се случуваат, ќе побара некој и сега тоа е виткање рака, нели, се правиме мажи. Кој е поголем маж? А ќе рече некој предвремени избори, срамота е да кажеш не може предвремени избори, не сум спремен, не ме бива, ќе кажам сакаш одма идеме. Ви во Србија го гледаме тоа. Ќе сакаат од избори да го рушат. Вучич вика, окей, Вучич, сега избори ќе идеме, он ќе ја предоди партијата за парламентарни избори. Што правиме? Знаеме искозот на тие избори. При крајот сме спомена, јасна е позицијата на Бранко Геровски во последно време, значи силни критики кон практично повеќе кон Заев отколку кон СДСМ ми се чини. Поддршка во моментов и предмалку кажа дека гледаш одредени чекори кои што ги презема Мицкоски со неговата влада, кои што може да направат позитивна промена. Но едно прашање, колку според тебе и во моментот на Мицкоски и на ВМРО-ДПМН, а во ситуација кога е СДСМ на власт, па веројатно на СДСМ, колку штетно влијае тоа занимавање со политичкиот противник? Колку на ВМРО-ДПМН во моментот му штети тоа што премногу се занимава со СДСМ, ми се чини? Не знам дали премногу се занимава со СДСМ, можеби да. Видите, СДСМ и ВМРО меѓу себе се, така да ги наречам, архенепријатели, архепротивници на политичката сцена, подобро зборот противници. Сега, навистина СДСМ драстично опаднат во поглед на рейтингот, но тоа е партијата, како да кажам, партијата со која ја знам добро. Ја ВМРО не го знам добро внатрешно, ни приближно колку што сум го знаел СДСМ. Овој СДСМ сега не го познавам. Не го препознавам, некои луѓе да, но принцип не го препознавам. И сега знаете, улогата на новинар од мој калибар, еве да бидам ја малку суетен, или ти ме представи како аналитичар, може би така се каже, не само да известува, јас изразувам своји ставови, своји мислења. И тој Заев кој го критикував многу во годините претходно, ќе се сети дека вечерта кога Катимерини прв го објави Преспанскиот договор, нацртот на Преспанскиот договор, својниот текстот на Преспанскиот договор, не полн час после тоа како го прочитав, го преведов, видов што содржи така натаму на Facebook, јас бев првиот човек што го поздрави тој договор и буквално и
може би се сеќава заев, но ми се јави заев да се заблагодари за поддршката. Значи, тогаш кога политичарите ќе направат некакви вистински, крупни, значени потези, нема се согласиме. Мене ми е јасно дека 90% од луѓето ќе кажат бе што преспанскиот договор. Јас имам такво мислење за тој договор. И не се срамам и не се плашам да го кажам, бидејќи нели за мене не се гласа или се гласа секој ден. Моите читатели секој ден гласаат за мене. За против читаат, не читаат и така натаму. Но треба да бидеме во ситуација да поддржиме она што мислиме дека е добро, секој со својот ум, нели? Секој поддржува разни работи, да полемизираме, да се критикуваме, да го издржиме тоа. Тука јас гледам можеби потреба на ова екипа Мишковски да бидат подоследни во смисла на тие се присутни, навистина тоа е скоро неверојатно колку се присутни во јавноста. Премиерот секој ден е некаде. Ја мислам дека дури тоа е претерување, но треба да бидат поспремни, подиректни, да издржат критика, но уште повеќе да одговорат аргументирано и жестоко ако треба, тогаш кога критиката тие смета дека е неоправдана. Значи не може да се стават прашањата така, под тепих. Кажал некој, не е важно, кажал СДС, ама не е важно. Ако ВМРО и Мишковски му даваат преголемо значење на Филипче, ели, и на екипата околу Филипче, тоа може би да се протокои инаку, како израз на почет, како израз на тие го билдаат практично рейтингот на Филипче. Некој би рекол, не ги спомните толку многу често, постојано вие ми ја правите кампањата, пропагандата, па Филипче одговара и он е присутен и он во јавноста. Ама реално е така. Тие архепротивници. Тие се луѓето и екипите што ќе решаваат утре кој ќе биде на власт во Македонија. Да бидеме реални. И дефинитивно, Вранко, моето последно прашање за вечера да се обидеме да погледнеме нанапред. Од она што Црна Гора до година, ми се чини, влегува или 28 рекол, не, 27 мислам дека дефинитивно се поизвестно е. Дали ќе биде 27 или 28 влегува во Европската унија. Според она што го гледаме како состојби, Албанија е во завидна предност пред нас и реалност е дека ќе влезе во Европска унија пред Македонија. Колку има основа за страв дека со влегување евентуално на Албанија во Европска унија ние би се соочиле како Македонија со уште посериозни проблеми од овие што сега ги имаме со Бугарија? Разбира на меѓуетничките проблеми, Бујар Османи од претходната влада уште беше министер. Реално на целата таа ситуација околу тоа албанско прашање во регионот. Колега Михайлов, јас се залагам ова влада да води активна политика. Политика на изнаоѓање иновативно, да се изразам со речникот на Мерц, нели? Тоа ќе биде сега мантрата во Европската унија. Дајте иновативни решенија за проблемите за кои немаме решенија. Македонија може да понуди иновативно, сериозно, квалитетно решение кое го гарантира, го брани нашиот идентитет и го затвори овој политички проблем околу внесување на бугарите во уставот. Јас се залагам тие работи се случуваат утре. Не после 3 месеци, не после 3 години, а се случуваат почнувајќи од утре. Дали некој тоа ќе го види сега или ќе го види потоцна, не знам, да бидам искрен, бидејќи моето влијание доаѓа до овој разговор и до она што јас ќе го напишам на порталот Плюсинфо и некаде на Facebook или ќе кажам некаде во некоја друга прилика и тука завршува моето реално објективно влијание, колкаво не знам, луѓето ќе проценат, но се залагам за активна политика. Дали црногорците и албанците од Албанија зборувам, ќе напредуваат со таа брзина, ја би ја нарекол со една да се подсетиме на фраза на Милошевиќ од времето, со таа лесно ветена брзина, нели, како што сега се зборува 2027-2028 година, еве ќе корветираме да мој одговор, па може би ќе сгрешам, и дај Боже да сгрешам, нека им биде добро и на едните на другите, ја велам не. Нема тоа се случи ни 2007, ни 2028 година. Може би најреалната работа е она што се спомнуваше претходно, пред да почнат ова лицитирање со годините, а тоа беше 2030 година. Ако Македонија го реши овој политички спор сега,
на начин како што првенствено и одговара на Македонија и на доминантната, не на доминантната, сигурно го повлекувам тој зборот, на мнозинската етничка заедница во Македонија, македонската, за која сите, за нашите чувства мора да имаат, како да кажем, усет сите други етнички заедници, како што имаме ние за нивните, за албанците, за турците, нели? Абе, ќе се растуи државата ако се налутат албанците. Добро, македонците може да се налутат, пак ќе се растуи државата. Ако се решила на начин поволен за нас, поволен од аспект на стандардите на основното барање, што ни го испоставува како учена држава, а јас гледам начин како тоа се направи, тогаш, верувајте, ние ќе напредуваме многу побрзо отколку Албанија, многу побрзо отколку, не знам, Црна Гора, бидејќи и тие имаат големи проблеми со корупција, и тие имаат големи проблеми со правосудство, и тие имаат големи проблеми со криминал, и со администрацијата и така натаму, тие имаат страшни проблеми како што имаме ние. Генерално сите во Западен Балкан. Ние сме сите во едно котле, а и општо земено. Еве, како за крај на ова, што би било, кога би било, бидејќи се разговараме футуризам, гледаме напред, нели? Еве да речеме сите ќе влезат, само ние нема да влеземе во Европската унија. Што ќе личи тоа? Што ќе биде поентата? Што ќе бидеме ние? Ние ќе бидеме Норвешка во тој свет, нели? Не сакаме Норвешка од други причини, не сака тоа што е пребогата, тоа што има други интереси. Што ќе бидеме ние, Швајцарија на Балканите? Или што и Европа треба да го препознае својот интерес, Македонија да биде дел од тоа семејство. Ако тропнеме на таа врата, мислам, безсмислено тропаме, ако ти решат соблакате контурите, не може, мите ги нозете навече, чекате бе луѓе. Вие со чевли, ние боси ќе влагаме внатре. Има и нешто што се вика елементарно достоинство, има нешто што се вика нели елементарен патриотизам кој важи секаде, од овде до Шведска, во Франција и така натаму. Го гледаме сега на светското првенство за фудбал, како тоа изгледа. Зашто само македонците да бидат лишени од тоа чувство да се чувствуваат свој на своето? Јас сум оптимист. Така, останува да се надеваме, Бранко, дека има луѓе кои што, оние кои што се во држава и кои што донесуваат одлуки, токму така и ќе размислуваат и дека решавањето на прашањата кои што се битни, добро кажа во еден момент ти, ако решиме некои одредени прашања, веројатно извештаите ќе бидат многу подобри и нема многу да се занимаваат, а ќе ни овозможат да одиме напред. Така да останува да се надеваме дека има луѓе кои што го гледаат тоа и ќе ги решаваат проблемите во интерес на сите нас. Јас и Бранко Геровски се надам во друга ситуација, а и на други места ќе говориме и за новинарството. Денеска говоревме повеќе за политиката и за она што го прават политичарите, а за нас новинарите се среќаваме и разговараме и ќе разговараме во наредни прилики. Ти благодарам што издвои време и беше гостин во нашата емисија. Во следна прилика се надаваме овде во студиото. Ти благодарам уште еднаш. Поздрав до сите што ве гледаат. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше Бранко Геровски, во улога и на новинар, повеќе на аналитичар, како што веќе реков. Знаете дека во Македонија со долгогодишно искуство новинарите имаат доволно можности да говорат за актуелните состојби, а и се наметнуваат со тие ставови. Споделивме мислења, се надам задоволни сте од тоа што го слушнавте во рамките на ова издание на нашата емисија. Останете со ТВ Стар, се гледаме во следно издание во понеделник.